Ево ти, ма. Епа, добро вечер, драги дечки, драги штовани публикуме, 10-та јубилејна сезона, ќе речев, епизода на Имам нешто да ти кажам на нашиот YouTube подкаст. Со мене Јован Цветковски, ако не ме препознавте, во е мојата нова маска за нашата јубилејна епизода се облеков како кловн, затоа што во нашата 10-та јубилејна епизода на мој огромно задоволство имаме Анетка, тетка Нета Кловнета и многу други така може да се кажат Паштета, штафета. псевдоними се или што на То за да им е поинтересно За речење, поинтересно, да, така. Те што Да. се рирмуваат и што многу брзо се памтат. најпознатиот кловн во Македонија што ги анимираат децава 18 години. Еден аплауз ајде прво за добре дојде. Добре, Во најдов. нашава јубилејна епизода 10-та. Ова не е лесна работа вака со перикава и со Мораш цела епизода да издржиш за цела да видиш епизода. како Ајде, име баш. цели Ако 18 колку години. време, пример, Два на еден часа. роден ден, 2 часа? Само. Минимум? Така? А сунет мојти 4. Ти ме викано на сунет? Ихи. Да, на многу сунети. Кој ќе се плаќаат сунет сигурно. Хи, како помади. Сунет. Сунет. Не знам, ај представи си се како сакаш да те доживуваат луѓе, како те доживуваат. Сите пошто премногу имаш титули, како се вика, така се вика титули. Титула официјално немам ништо. Јас имам завршено електротехничар висока струја и требаше да работам во Застава, на пример. Ама се затвори. Арама се затвори. И затоа Да, учев за винкловање, мотори, кабли, жици, таму намотки, те реков ми рече, ама сега е поевтино да си купиш нов отколку да го дадеш моторов да ти го винкловет. И тоа е тоа, техника војд напред. Јас научив subscribe шо е и Така. да ме следам вас и да спам лайк, толку, Да. крај на приказната. Имаш посебен профил ко кловн вака или? Си имам профил и Профил? кои ми се викат од самиот почеток Весели Бој, како што се викаше да. првата игротека всушност во градов во 2001 година, кога и се Војната роди највеселиот кловн на светот. Да. Пред да кажеме поиќе од 10 години им теквитна луѓево дека баш на тој роден кај тој то другарче дека тетка Нета Беше ни таму. го направи, ни го анимираше роден денот, ти беше Така, повесел. сега сум многу среќна затоа што веќе славам родендени на деца од моите деца, како што си ги викам Да, јас, да, да. бидејќи тие сите порастија, се мажија, се женија и сега славиме родендени на нивните деца и навистина е прекрасно чувството. Со тоа што толку многу години сум задржала и внимание, да не речам монопол, ама тоа е се што да правиме од 20 да, години, да. не се појави никој друг во околинама да... А те викаат во други градови? Да, какво не, одам и Ресен, одам Струга многу често и во последно време, односно претходнава година сум Скопје. Некако претесен ми стана Охрид за посебно Да. за овие настани кај што се за подигање на јавна свест конкретно за аутизам, за ретки болести, така да сум чест гостин на тие настани во нашата ни метропола. Што дали се вака децава зависи се од која до која возраст, ама едноставни за да ги анимираш, за да ги забавуваш, што најмногу функционираат за да им го задржиш вниманието, особено на денешниве деца кај што знаеме дека вниманиево е многу кратко, дека во телефонот целото внимание, са не за сите, ама така мас-медиумиве некако направи општество да се фокусирано таму, дали имаат разлика голема со претходно, пред ето 18 години кога почваше, дали им е доволно тоа на деца, дали барем нешто плюс, не знам. Како што и во се друго има промени, се надоградува нели секој ден понатака. Истото се случува и со децата. Сите тие деца кои тогаш има некои поскромни желби и амбиции, денешните деца се многу потешки да им задржиш внимание. Да. Меѓутоа за да го направиш тоа треба да си и на нивно ниво, меѓутоа и да седиш како мене на YouTube и да ги гледаш најновите игри со кои тие се занимаваат Да. и да ги изгледаш сите и да ги знаеш сите нивни нели анимации и карактери како што тие си ги нарекуваат, па за да можеш да им ги насликаш, а за да можеш да ги насликаш мораш да гледаш со сати туторијали на YouTube како тоа се прави, да нарачуваш бои од Австралија, пошто дека немаме кај да си купам, бидејќи работам само со професионални бои кои што се безбедни за детските лица, каде што наистина многу внимавам, затоа што тука нема назад, нема враќање.
Меѓутоа успевам. И сум среќна што се уште можам да им го разбудам она вистинското дете во нив и да ги заиграм и да ги занимирам и да направиме некоја најобична игра со јаже, со балон, со некаква фигура, да нацртаме рачина на Хамер кој веќе 18 години го правам тоа и не им е досадно. Едноставно тоа ми е еден спомен кој стои во многу детски соби и е онака мерило колку им пораснало рачето за колка временски период. Дали мислиш колку е важно, например, кај едно дете, затоа што така не знаеме кај сите општество, така си носит секакви предизвици во секоја фамилија, во секое развивање, растење на децата. Еден таков момент, една таква вечер да ја поминат со другарите, да бидат исполнета позитивна, да се среќни, да се задоволни за понатамошното развивање на децава како личности. Дали мислиш дека не да кажам доволна, ама е доволно добра за како појдовна точка за нешто позитивно на самото дете подсевесно, сигурно нема да застани дете на 8 години да размисли за сега, не знам. Па денешниве деца, бога ми може да те замислат од тоа што ќе те прашаат и што ќе те едноставно ќе те стават во некоја мат позиција кај што не знаеш како да им одговориш, освен да ја кажеш чека да прочитам и да видам на YouTube или да видам на интернет што се десило и кај се десило. Меѓутоа генерално децата се сунгери. Посебно она возраст, нели, до кај 10 години, 12 години е моментот кога тие личности се градат и покрај тоа што јас велам, децата почнуваме да ги воспитуваме од зачнувањето. Сепак родителите се тие столбот кои треба да дадат максимум за да ја пренесат пред се љубовта, да знаат дека тие деца се дојдени на овој свет со љубов, дека имаат секогаш имаат некој позади нив кој се грижи за нив, кој ќе им помогне во било кој момент за секоја пречка и препрека во животот што ќе произлезе, да им кажат дека животот не е постојано розов, дека имаме многу предизвици, дека мораме постојано да бидеме спремни да ги прифаќаме сите различности околу нас, дека ако сретнеме по улица човек со одреден хендикеп, попреченост, било што, дека тоа е сосема нормално, дека треба да ги прифатиме, за да не прифатат, бидејќи сите ние сме различни на некој начин. Генерално, родителите се столбот, меѓутоа образовниот систем, локалната самоуправа, националните стратегии во моментов недостасуваат. Тоа е факт дека е така. И искрено се надевам дека ќе се најди некој, не знам кој месија, кај што нема да измисли топла вода, туку одредени програми како функционираат одредени држави, на пример Шведска или не знам, кај што образовните системи се на едно многу високо ниво, каде вистински се посветува внимание и на потребите од децата, нивните идеи, креативата да се развива. За да се извади максимумот од секое дете индивидуално. А кај нас е далеко, мислам, од таа посветеност кон внимание кон децата, а таму е најважната работа за понатаму тие да израснат во зрели личности кои ќе ти го, значи во некој круг ќе од зрели, квалитетни, креативни личности, па потоа нивните деца, така едно општество здраво се гради. Па тоа е некој така редослед на наставите, што не мора да значи дека ќе биде така, нели, меѓутоа подобра шанса за некој. Супер е кога сето ова некако некаде би тргнало и би функционирало. Меѓутоа, за жал сме сведени на проекти финансирани од надвор и никој така за здраво за готово не седнува во стопли столчето и да размислит и да направи, да не е само оставено на хартија, туку сето тоа да се спроведи и да се реализира во самите градинки, во училиштата, каде што нека биде на волонтерско ниво. Нека биде од млади луѓе пренесено, бидејќи врсничката едукација е факт дека најдобро се пренесува од врсник на врсник одредено искуство. И тие методи на форум театар, на врсничка едукација се оние методи кои најмногу ги прифаќаат и децата и младите. Бидејќи кога некој повозрастен го кажува тоа, го чувствуваат како наредба, како нешто што ајде ти ќе ми кажеш или сега поинаку се прават работите, меѓутоа кога тоа ќе го слушне од свој врсник кој се едуцирал, нели, на одредени
едукативни работилници, семинари и така натаму, каде што навистина е зрел за да го пренеси и го совладал материјалот за да го пренеси на своите врсници. Факт е дека има голем ефект кај младата популација. Спомна Форум театар, во Црвен крст волонтираше, функционираше, работеше со И волонтирав, млади... и функционирав, и еве еден апел до сите, волонтирајте луѓе, секој момент, секоја секунда која ја подарувате некому своето време, значи многу, затоа што нема цена да се плати. Значи, тоа е едно многу убаво искуство кое го доживеав јас таму. Благодарна сум на сите мои соработници, преблагодарна сум на сите мои волонтери, како што и ден денес си ги викам мои. Поминавме заеднички низ многу процеси, израснавме, се сменаа многу животи, се подарија животи, за жал, не сите, нели? Сепак реалноста е сурова. Меѓутоа, се во свое време и продолжуваме понатаму. Да. Работеше со млади луѓе, мислам, така генерално во сите области, пошто не си, да кажам, на грб терет на државата, генерално ти се приватни проектите, ама во сите области во кои што имаш действувано работено се е соработка со млади луѓе. Дали е Црвен крст, дали е со анимирање на млади деца, дали е со Екодром, велосипедскиот клуб. Во Црвен крст конкретно беше Форум театар за трговија со млади луѓе. Една од активностите, да, е многу битна, важна, да кажам, гранка област за која некако општеството, државата, административните, националните установи се слепи, глуви за се многу важни тие гранки од Ќе бидам конкретна. Табу теми. Охрид не може да нема трговија со луѓе. Туристичко место. Така. Факт. Не е некаде таму, овде околу нас. Случај, да. До нас, на соседната Пред маса. нас. Пред нас, да, буквално така. Ни треба едукација. Ни треба едукација и то здрава за секое дете, за различни возрасти, различни начин на презентација, меѓутоа мора да се децата информирани со што може да се сретнат, односно да се превенираат самите себе си со подкрепени или поддржани со тоа што ќе се со поголема самодоверба и ќе знаат да одлучат и да одберат што е опасно, а што не закон. Тие се важни работи, како што спомнавме, со анимирањето на млади деца и со трговија со млади луѓе, да влезат во образовниот систем. Веќе некои работи треба да се искоренат кои што се од која година или да се намала интензитетот, а тие работи да се, да си кажам на нашки, додает, да се вметнет, пошто ево, Црвен крст, сите ко волонтиравме, не сите тие што волонтиравме, има доста што волонтира, ама сепак не е доволно, затоа што не може ни сите да ги собери, нема ни секој такви, не знам, желби. Сето тоа коштат. Да, и кошта. Тоа е основниот факт и причина што одредена организација не може да го реализира тоа. Значи, ова треба да се спроведе на национално ниво. Да стигне секоја информација да стигне до секој дете, до секој млад човек, како да се заштити себе. Сега се отвараат граници, сите боже мој заминуваат Германија, нели? Да. И тоа ќе биде страшно. И за огромни се бројките на трговија. Сега ќе бидат уште поголеми можеби бројките за она злоупотреба на трудот, отколку сексуалната злоупотреба што досега беше на прво место. Да. И кај жените. Мислам дека за многу кратко време ќе се сменат бројките. Ќе бидат буквално машките тие што ќе бидат злоупотребувани и младите луѓе кои што ќе заминуваат да работат за суми кои што ќе бидат едни ветени, а реалноста и условите во кои што ќе бидат сместени, ќе живеат и ќе работат, ќе бидат сосем поинакви. Тоа е трговија со луѓе. Не знам, страшна, сериозна. Не знам како ме сваѓаш толку сериозно со на мене вака сега што го носам кога ти ги поставам прашањава, ама баш тоа сакав да спомнам дека во образованието, формално образование најлесно да ги натераш, пошто многу деца поеќе одат без желба на школа и за некои поосновни работи како не знам во Црвен крст требаше да се дојде за да научат
да се научат децава како се користи заштита при сексуални Так. односи, тие работи. А тие се стварно основни работи кои треба да ги имаат во образовниот систем и треба некој да им ги каже на деца пред да е прекасно, ако затоа што се дешава се. Замисли учителка го деца земат љубопитни, презервативов и да. го стават на крастајца. Е, има смешно име. Не е баш, нели? Не, Сепак треба не. да е некој Да, друг што така ќе е, дојде да, и што да, сепак да. е некое стручно, нели, Така, лице да. кој што ќе изврши одредена презентација, Да. како се тоа изгледа. Мислам една од моите анегдоти во кога веќе го спомнавме тоа беше кога имавме на таква работилница многу одамна и беше зимно време вака, второ полугодие и јас одам во една продавница кај што ретко нели имаше тогаш зеленчуци и барам крастајци. А во меѓувреме вака купуваат луѓе пазарот крастајци и викам јас 2 крастајци ќе ме молам и се фаќат човеков првите што ги фаќат ама не викам тие поправи што се малце подебели. И се застана вака се укупав викам чекај се. Добре викам окей, и да ви кажам зашо ми се нема да ми верувате, така да викам дајте да платам. Пошто си учествувала вака во поќе работи, то са следно да те прашам за младиве кои сега се пронаоѓаат себе си, треба се запишат на факултет или се запишале па го скрешиле факултетот, така размислуваат. Сигурен сум дека и ти од поќе области кај што си учествувала имало разочарувања нормално и тие ствари. Као дали имат една точка кај што имаш речено ќе кренам раце од глумава, ќе кренам раце од ова или фала до тука доволно беше па ќе продолжам со ова. Кој начин сега не можеш да кажеш смислата на животот и да им кажеш како треба да си го живеат животот, ама има многу разочарувања кај што некој мисли дека еднаш, а кој дека тоа е толку леле, нема веќе ни во Македонија, ќе настрана се друго ќе правам. Само 2 дена се поминати од кога правев муабетов со син Јаков. Поздрав до Јаков и до Јован. Поздрав до Јаков и до Јован. Ве сакам вама најмногу на свет. Имајте отворен ум и живејте го вашиот сон. Тоа е мојата порака за нив секогаш. Муабетот од Јаков беше мамо ти кога мислиш оствари да земиш лиценца за да бидиш не креатор и модератор, него да ги поттикнуваш, да ги мотивираш луѓето за да стигнат до она што тие најмногу го сакаат. Така. И викам сине немам факултет. Што и да направам, џабе ми е. Викат чекај ќе видиме дали навистина е потребно да имаш високо образование, затоа што многу светски личности кои всушност ги направиле многу големи работи и ден денеска се токму без високо образование. Кај нас за жал така ограничува дека факултетот или меѓутоа во теков на мојот живот сум го направила тоа многу пати, не знаејќи дека мотивирам луѓе за да одберат одредена професија, за да одберат одреден факултет, нешто што ќе се насочат или дел од тие волонтери кои поминале. Сум толку многу среќна што има буквално од сите фели, од сите рангови, од доктори, од дефектолози, од педагози, од не знам, навистина е цела една палета на занаети и професии, каде што можеби сум само една капка, едно зрно песок од целиот нивни мозаик наречен живот. Меѓутоа, иако едно нешто било позитивно, тогаш сум најсреќниот човек на светот. Тоа беше Анета Вршковска Јовановска, јас ќе ти се заблагодарам, дали имаш уште нешто да си кажеш вака отворено без мој прашање? Да си кажам. Кој има многу да ви кажам. Има многу да ви кажам. Кажи нешто сега што ти е на ум. Сега што ми е на На Facebook статусен What's on your mind. Емисија за деца треба подхитно да се прави. Тоа ни беше идејата сега. Да, стварно. Да. Ама вака чекај, пошто ви недостасуваат ефекти, јас донесов ефекти. Овие се за Виктор всушност, нели после тебе тој. Вака после за вториот круг што ќе почне нели после овие деца. Избори, втор круг избори. Вака ќе му правиш ефекти на ова за поинтересно да е на гледачиве. Уште еднаш јас да ти се заблагодарам. Чекај. Ајде чекам, ова за мене да не. Знаеш колку е убаво да добиеш медаља, мислам. Јас имам многу вакви од син ми Јован и му се атракција на сите гости кои ќе дојдат дома. Не можам сега да го
Да, Ми падна и замина носот. Ова ќе чувам на Виктор, ќе му го дам кога ќе ми постават прашања. Фала ти многу, Така? Васева, ќе врзам после А Ко чекај сега се, ќе ишишам ама ќе сега мора да си одри смајли. Да. Добро. Ова си смајлина. Бидејќи јас сега работам во детскиот креативен центар Смајли. Ево жолто ќе се Ајде, класика. земи си и залепи си кај сакаш. Кај сакам, кај се. Поздрав до мојата На газдарица лицево или- Дијана, те сакам. Кај сакаш. Бој што убе че си кажеш. Увече можете. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Смајли. Фала многу след сега Сакајте се, 7 ствари, вик да. прашања. Сакајте се, љубете се, бидете позитивни и следете не наредно, не знам дали ова е последната или продолжуваме понатаму, ќе ви кажеме, не знам. Имам нешто да ти кажам. Да ме опиташ. Ето сега може да си ја кажеш Мери. Па тој ти рекол да си ја пофалиш шминкерка. Да, Почне да се праша. мојот ангел за надворешен изглед Мери, кој постара се грижи вака убаво да изгледам кога сум на јавни настапи. Голем поздрав и Таа те шминка ти кога си кловн? не, сама Тоа сама се шминкаш? Да. Слушам нешто си љубител на лук. Оме со ова пача или пиперки со лук. Пача дефинитивно и тоа од стрезо направена на водици. Значи таа е пача. Во джезин се јајт на шанк, да. Ракија или апсин? Абсент, дефинитивно, мислам. Апсин? Јас треба да речеш ракија жолта. Па, оди праша и келнери по кафани. Добро. За 15.000 евра, дали за секојаш би се откажала од работава кловн? Никако, За 50, никако. за 500. Нич. Тоа е веќе друго сега. Пошто рече следиш follow и subscribe, следиш повеќе млади момци или постари маши? Па имаш еден преоден момент што се вика 40, а сега имам Аха. 47. 47? Само. Добро Значи, де. сигурно се Не полни, да. Сигурно тоа што ќе префрли 40, префрлаш на надолу и А тоа. тоа исто како обратно како кај машки беше, така Да. и кај жени, мислам, тоа Да. нормално е. Да, кога си млад те нагледаш некоја 30 годишна, Па кога си сега. она постар 15. Име. Ова одлично искуство беше кажано, факт. Не, на 30 реков, значи сега јас уште Аха, немам добро. 30, можам да го тргнам ова ствари. Нема, ќе го оставам и тоа и ова плюс. До кај сме? Кого сакаш појке, Јован или Јаков? Кој прст ќе те боли пој ќе го пресечиш? Мој да ти треби некој појке? Не. Не? Со двата можеш да завршиш. А кој ти е помил, пример? Мил. Нема мил. Нешто плюс да ми кажеш за некој. Ова, заради ова, овој го сакам, заради ова, овој го сакам, појке. Децата си имаат свој начин на и потреби на сакање. Тие самите бараат, а тие она што го бараат тие тоа тој го дам јас. Знаеш што да ти кажам, ова е сигурно досега најбезвезе прашање што ги имам поставено. Ова сега што беше. Ти така? Да. Зашо ова нема усвари одговор, така? Па нема. Зошто тетканета кловнета не е повеќе хумана во Црвен крст да се одговори со 5 збора? Хумана сум, многу појќе од Црвен крст. Аутизам ретки. Кажав Значи, све. сега си поинаку хумана. Сега Се. правиш нешто сама, така? Сега правам све. И не морам да поднесам извештај и не морам да се потпишем. А правам многу. Многу појки. Добро. Добро. Сега вака, пошто немам седмо прашање, тоест имам не е седмо прашање, туку ќе е челендж, да ми се насмееш како клоун. Ама она еднаш да ми се насмееш хумано, а еднаш да ми се насмееш злобно. Абе, јас не сум страшен клоун. Ама ако да ќе пробаме некој. Ко на ит. Чекај. Ајде, пробај некој да ми се Онај насмееш како клоун, така. Зашо ова? Како беше онај страшниот клон, како беше? Ит. Онај што јади деца? Тој. Ама нема такви очи. Уа! А наш смешен клоун да ми се насмееш. Така се смеам стално. А како ти всушност, го видиш ја. на настав, како ти е сменјава? Не знам да ја соберам устава, цело време сум А на цело време се лаși. Да. А звуци? Нешто. Нешто звуци, нема звуци. Пејме, играме, се смееме, журка, јако. Таков клоун. Да, од тие сум јас.
Добро, ми пропадна челенџот. Океј, Анита, баш сум среќен со твое прашања и момент и сватив, аз си добив и медал. Па мора, како на сите. Да не можеш од друга. За Герданот, да ми кажеш, тој што ми кажеш прега за Герданот. Најголем проблем во цело моје спремање за емисијава, нели, држ не дај кога вчера, денес, утре снимање и ми беше кој наки да го одберам за мојов денешен настап. И се одлучив за моето најскапоцено парче што го имам во накитот. Тоа е овај гердан кој е изработен од рачињата на дечињата кои се штитеници во детскиот центар за лица со попреченост Зраци. Поздрав до дечината сите од Зраци.